Да отвориме во Лука. Јас, како што кажав, веќе неколку саботи заглави во Лука, и тоа не е лошо. Тоа е едно од Евангелијата и тоа е единственото Евангелие кое што е напишано од Незна Божец. Од доктор Лука. Во Лука 11 глава, значи читајќи така, наоѓам некои интересни делови кои што ми привлекуваат внимание. Овој пат тоа е делот во 11 глава од 29 до 32. Тоа е тој дел, Лука 11, од 29 до 32. Читам од Константинов. А кога народот се собираше, почна да зборува, значи Исус зборува, се собира мноштво народ. Ова поколение е лошо поколение. Бара знак, но нема да му биде даден, освен знакот на Јона. Тоа е 29 стих, 30. Имено како што Јона им беше знак на ниневијците, така и човечкиот син ќе биде за овој род. Царицата на југот ќе се јави на суд со луѓето од ова поколение и ќе го осуди, зашто дојде од крајот на земјата за да ја чуе Соломоновата мудрост. А ете, тука е поголем од Соломона. Ниневијците ќе се јават на суд со овој род и ќе го осудат, зашто се покаја од Јонината проповед, а ете, тука е поголем од Јона. Интересен пасус. Ако даде Господ прилика, живот и здравие, мислам дека ти спомна за вечер богослужението, колку? Во 18? Во 18, затоа што во 19 нема шанси да бидам тука, вака имам шанси. Барем е уште оваа сабота или евентуално може и другата, зашто да не. Значи, ако се испане кој што треба, во два дела, ќе го разгледаме овој дел од Библијата во 4 стиха, но има што многу тука да се каже. Што се случува? Се доближува моментот кога Исус треба да ја заврши неговата мисија на земјата и се повеќе се зголемува омразата кон него, посебно меѓу свештенството од тоа време. Се сеќавате на ситуации каде што Исус ги нарекува деца на ѓаволот. Ваш татко е ѓаволот, дали им вели. Живеат во темнина, слепи водачи. Зошто доаѓа до такви судери меѓу нив? И затоа што Исус им станал вистинска закана на свештенството тогаш. Се повеќе и повеќе бил популарен, мноштво го следело, овде гледаме од почетниот стих, а кога народот се собираше, се повеќе и повеќе се собира народ околу Исуса и тој им смета на свештенството затоа што бил пред се закана на нивните световни позиции и нивниот животен комодитет и така натаму и така натаму. И ништо друго не им установило, затоа што Исус тоа што зборувал, тоа и правил. Мноштво на дела, лечи. Знаете, од 5 леба 2 риби нахранил 20.000 луѓе. Значи, се случуваат чуда. Мноштвото го следи и ништо друго не им преостанува. Не може да ги побијат тие негови дела, неговиот живот. Почнуваат да шират лаги за него. Значи, да го обезвреднат, да го срушат неговиот авторитет за него и за неговата служба. И така е секојаш кога не можеш да порекнеш нечија работа и видливите дела нечии, освен да ја нападнеш личност. Тоа се случува овде. И ако читаме погоре во Лука 11 глава, од 14 до 18, еве што читаме. Лука 11, 14 до 18. И еднаш истеруваше лош дух кој беше нем. Лош дух од човек кој што бил нем. И тоа дури во Матеј вели дека бил и глув и нем. А кога нечистиот дух излезе, немиот проговори, а множеството се зачуди. А некој од нив рекоа, видите сега што? Велат луѓето, со што се бават. Значи, каков низок напад, меѓутоа Исус ки им одговори многу логично.
тој ги изгонува нечистите духови со помош на Велзевул, началникот на бесовите. Значи, му се препишува сила сатанска, значи, дека со сатанска сила ги изгонува демоните. Многу нелогично, ама, знаете, некојаш кога ќе нападнете нечија личност, наоѓате се што ќе најдете за да го нападнете, да го обезвредните. А другите пак вели го искушуваа и бара од него знак од небото. А тој ги знаеше нивните мисли и им рече: секое царство ако се раздели во себе си, ќе запусти и домот против дом паѓа. И ако сатаната се разделил против себе си, како ќе се одржи неговото царство? Зашто вие велите дека ги изгонам демоните со помош на Велзевул? Како може ѓаволот сам против себе да работи? Многу нелогично обвинување, меѓутоа тоа е тоа. Значи, едни велат дека со ѓаволска сила ги истерува ѓаволите, а други пак велат: не ти веруваме, затоа што не си доволно уверлив, ни требаат повеќе докази. Покажи ни, дај ни знак. Малку ли беа тие докази? Исцелувања, хранење на мноштво на народ. Што ти не, што се не виделе? Че ова е при крајот на неговата служба, 5-6 месеци може има, не знам. Што се не виделе? Едните велат: тој се служи со сатанска сила, а овие други: дај ни повеќе докази, недоволно си убедлив на некој начин. Ни се води, ни се тера, како пред 2 саботи кога зборевме за оние на кои што не можете да им угодите. Значи, овде вели за оваа поколение или генерација, како го нарекува, лошо поколение. Или во Матеј, истата случка, во Матеј 12 глава, 39 стих вели: зло и прелюботворно поколение бара знак. Зло поколение, лошо поколение бараат знак. Да отворим сега за момент во Јован 10 глава. Јован 10 глава. Читаме од 22 стих. Тогаш во Иерусалим се празнуваше посветување, беше зима, а Исус одеше по Соломоновиот трем на храмот. Тогаш јудејците го обкружија и му рекоа: до кога ќе ни ја измачуваш душата? Ако си ти Христос, кажи ни отворено, кажи ни слободно. До кога ќе не мачиш? Исус им одговара: ви реков, но ви не верувате. Делата што јас ги правам во името на мојот татко сведочат за мене. Но вие не верувате зашто не сте од моите овци. Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам и тие одат по мене. Јас им давам вечен живот и никако нема да загинат и никој нема да ги грабне од мојата рака. Мојот татко кој ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. Јас и татко ми едно сме. Јудејците пак донесоа камења за да го убијат со камења, откако рече: нели, јас и татко ми едно сме. Се правиш Бог, а? Ви покажав, Исус им одговара од 32 стих: многу добри дела од мојот татко, за кој од тие дела фрлате камења за мене? А тие му велат: не те каменуваме заради добро дело, туку заради богохулство, зашто ти, бидејќи човек, се правиш Бог. Па чекај се, од една страна, значи, јасно им се прикажува кој е и што е, а од друга страна бараат повеќе знаци. Уште каков знак бараат? Значи, едно со друго не иде овие две работи. Први го обвинуваат дека се прави Бог, па взимаат камења да го каменуваат, а од друга страна бараат повеќе знаци. Проблемот не е во повеќе знаци, во повеќе докази, туку проблемот е што оваа генерација има недостаток на вера во дадените докази. Сега под еден, можеш да бидеш привлечен од веста, радосната вест, Евангелието се проповеда по цел свет. Можеш да бидеш привлечен од веста и од вестникот, од оно што ја изнесува веста, но тоа не мора да значи дека ќе ја прифатиш веста. Видовме во 29 стих, да се вратиме во Лука 11 глава, 29 стих, вели: а кога народот се собираше, така почнува овој пасос кој што го проучуваме. Значи, народот се собира, мноштво на народ се повеќе се собира, привлечени се, факт е дека се привлечени. Дали Исус вели, кој ќе бидам издигнат на земјата, посебно со тој акт, сите ќе ги привлечам кон себе. Уште претходно луѓето се привлечени.
Мноштво го следат. Имало зошто да го следат. Затоа што луѓето, знаете, по природа се такви, највеќе сакаат спектакли и контроверзни работи. И сега кај Исуса и двете работи некако се нашле. И бил спектакуларен, но вистина, вие со толку лебови и риби да нахраните толку мноштво, зарем не е тоа спектакл, тоа е невиден спектакл. Да се множат пред вас лебови и риби, да има за секого по 1-2 сендвича, колку сакате. Некој фишбургер, како да го наречеме. Но и свештенството и тие судири што ги има со свештенството почнуваат да го прават контраверзен и тоа ги привлекува луѓето. Привлечене за масите. Но зошто одат по него? Зошто ние да доаѓаме во црква денес или секоја сабота во среда? Од радозналост? Интересно не е нешто тука ќе слушнем или што? Или од вистинска вера? Прашањето е тоа, значи тоа е вечно прашање од секојаш. Дали од раздозналост или затоа што веруваме, затоа што веруваме на Словото? Би требало да е така. Сега под 2. Доаѓа мноштвото и сега што му треба на Исус? Вакво нешто. Што читаме од 29 стих? Кога народот се собираше, почна да зборува, тој им зборува. Се собира мноштво и се повеќе, рековме, а тој вели, ова поколение, и се обрека на нив, ова генерација, ова поколение, вие, ова поколение е лошо поколение. И зошто е лошо? На што алудира овде? Бара знак. Зошто бара знак? Зашто не верува. Неверието го прави лошо поколение. Израелците од секојаш имале проблем со тоа, знаете, во пустината. Зошто не влегува во ветената земја? Заради неверие, вели во евреите. Затоа бараат знаци, докази додатни. Меѓутоа Исус, можеме да кажеме под 2 дека таа конфронтација, тоа спротивставување овде или соочување што го прави, што ги соочува со вистината е всушност акт на милост од негова страна. Затоа што се ближи крајот на неговата мисија, гледа тој и свесен е народот што бара и што сваќа, што не сваќа и сака да им предочи дека, да им го предочи гревот, слабоста што имаат, недостатокот. Затоа што оној кого го сакаш, ќе бидеш спремен да му кажеш вистината во очи, ако го сакаш, ако не. Како читавме во налогот, Љубица го читаше за време на пуката во Матеј 28, последните стикови. Ќе одиме, ќе проповедаме и ќе ги научиме на се. Научите ги, вели, на се што сум ви кажал. На се. Нема да криете нешто од нив. Затоа што битно е да ги доведете до спасение. И затоа Исус, всушност ова соочување што го прави со вистината, укажувајќи им на тоа дека се зло поколение, всушност е еден акт на милост од негова страна. Па сетите се на проповедта на Петар, кога се излеел Светиот Дух на Педесетница. Од што се состои таа проповед? Колку пати им вели, оној кого што вие го распнавте, па мора да го изучиш човек за грев, мора да свати која му е состојбата за да дојде до покаяние и до спасение, само така. Сега, не, знаете, секоја генерација си има некоја темнина, да кажеме, во себе. Меѓутоа, посебно оваа била посебна генерација, се сеќават, Елен Вајд кажува дека Исус кога дошол прв пат на оваа земја, значи кога живеел како човек, било најтемното време во историјата на човештвото, во смисол на темна темница, во смисол на вистината, на гревот, да. И интересно е што тоа здравје попладне ја споредува оваа генерација, тогашната генерација, со ниневјаните и со царицата од југот, царицата од Сава. Тоа се незнабожци,
кои што? Ке се јават на суд, вели, пред вас и ке ве осудат заради вашето неверие. Овие незнабожни, ни невјаните, замислете се. Тие злобни асирци. Значи, Господ ти дал толку откровенија, тука е поголемиот и од Јона, тука е поголемиот и од Соломон, го имате Исуса пред себе, поголемо откровение не може да има, а вие барате уште знаци. И дури се несериозни во тоа, а во 11 глава Лука 16 стих, не знам дали го прочитавме претходно, мислам, не, да, го читавме. Што вели во 16 стих? Другите пак го искушува и бара од него знак од небото. Значи, несериозни се. Го искушуваа со која цел? Значи, бараат знаци за да го искушаат, а не дека нешто... Да се сетиме подоцна на крстот, па еве, мислам, Данило спомна во коментарот, додека тој виси на крстот, го исмеваат, што велат? Ако си Божи син, спаси се, па сите ги спаси се, а ти се изигруваат со него, се подсмеваат. Спаси се, па тогаш ки ти веруваме. Дај ни уште некој знак, па тогаш ки ти веруваме. Пред Кајафа ли беше исто, или Ана? Исто. Ајде, направи некоја чудо, па ки ти веруваме. Ирод, да. Под 3. Човечките очекувања не ги одредуваат Божите постапки. Значи, луѓето бараат знаци, меѓутоа што им вели во 29 стих? Значи, ова поколение е лошо поколение, затоа што бара знак, затоа што е неверно, но нема да му биде даден. Што, Господ е некој автомат или не знам, ајде Господе ова, ајде Господе она и... Не. Па зарем не ви се доволни сите тие знаци, зарем не ви е доволно сето тоа што го видовме? Што барате повеќе? Под 4. Божјата милост треба да биде примена за да се види ефект од тоа. Значи, Бог веќе дал мноштво на знаци и докази. Факт е дека, мислам дека сме го заклучили од проучување на цела Библија, дека знаците никогаш никого не натерале да поверува. Па сетте се на израелците. Па секој ден имале знаци, чуда. Секој ден мана од небото, секој ден вода во таа пустина, сенка. Дење, ноќе, топло им било, значи не им било ладно во таа пустина. Секој ден. И што на крајот само 20 влегува, останатите заради неверие не влегува. А мноштво на знаци секој ден. Значи, да, знаците можат да имаат влијание, меѓутоа ако бидат примени со вера, ако не залудно. Но, видите, значи, покрај тоа што Бог не, значи, нашите очекувања не ги одредуваат неговите постапки, сепак тоа е милостив, понатаму и вели, нема да ви се даде знак освен еден. Освен знакот на Јона. И кој е тој знак? Ја знаеме историјата на Јона, знаете, нели? Како Бог го праќа во Ниневија да го предупреди градот дека за 40 дена ќе биде уништен, а тој воспротивен правец бега најнапред, непослушниот Божи пророк, пак Господ го враќа, знаете, на чуден начин во рибата, 3 дена и 3 ноќи е во рибата, на дното од океанот тамо и потоа рибата ќе го исплука, па оди во Ниневија и им ја проповеда веста. Ајде да прочитаме во Матеј 12 глава, значи паралелниот текст на овој од Лука, од 38 до 40. Да се задржиме сега на Јониниот знак. Тоа е всушност и фокусот. Матеј 12, 38 до 40. Тогаш некои од книжниците и фарисеите им одговорија, велејки, учителе, сакаме да видиме знак од тебе. А тој им говори, рече, зло и прелюботворно поколение бара знак и нема да му се даде знак, освен знакот на Јона пророкот. И сега кажу, зашто како што Јона беше во утробата на големата риба 3 дни и 3 ноќи, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. На што се мисли овде?
смртта Христова, 3 дена и 3 ноќи, добро, не цели, окей, и потоа воскресението. Знакот на Јона е всушност Христовото воскресение. Нема да ви се даде друг знак. Што повеќе сакате, значи? Да поверувате дека јас сум Месијата, дека сум пратен од Бога, дека јас сум всушност Бог, освен воскресението. Сега ние живееме после воскресението, и тоа многу по воскресението, но меѓу другото гледаме и учениците, и денеска се спомна исто, во склопот на тоа вечно Евангелие е тоа, проповедање за Христа распнатиот, Христос кој што беше распнат, се даде себе си за жртва, за спасение на нашите гревови, но тука немаше да биде завршено сега, ако немаше ни воскресение, најголемата надеж на христијанинот. Значи, дека смртта е победена, тоа го потврди Христос со неговото воскресение. Ние денес живееме после тој настан и нашата вест го опфаќа овој настан, значи ние укажуваме наназад на воскресението. Како да ја споредиме оваа наша денешна генерација сега? Кој што го има знакот на Јона, го доби знакот на Јона одамна. Исус воскресна од мртвите. Ајде разговарате, имав прилика јас вчера некни. Баш темата, нели, сега се овие празници, Великден и така натаму. Паметот се околу јајца, околу боја, па црвени да биле, па вака, па така. Да, точно ќе излезе некој попче на телевизија, ќе каже нешто по-суштинско. Меѓутоа, луѓето, зборуваме за генерацијата, кој верува денес во воскресение? Па многу малку, не знам, на прсти, дали ние веруваме, праши. Каква е оваа генерација денешна? Значи, воскресението е крунскиот доказ дека Исус е Бог, како што вели во Јован 10 глава, јас имам како велеше точно? Власт да го дадам својот живот и после да го земам. Тоа е Бог, тоа е Месија, тоа е Спасител, не може друг да го прави тоа. Значи, тоа е крунскиот доказ за да се прифати неговиот идентитет. Да, точно, гледаме делата апостолски зборуваат, апостолите, таа прва црква правиле многу чуда. И денес се случуваат чуда, меѓутоа тоа е потврда за авторитетот на христијаните, на Христовите следбеници, меѓутоа крунскиот доказ дека Исус е Бог е неговото воскресение. Празниот гроб, всушност, таму доле во Израел е најголемиот доказ. Еве да читаме во Дела апостолски 17 глава, убави стихови, додека Павле се наоѓа среде аеропарот во Атина, видите со какви зборови се обреќа на грците тогаш. Дела 17 глава 30 до 32. И така не гледајки на времињата на незнаењето, че таков е Бог. Бог не гледа на времињата на незнаење. И ние некојаш се освестивме и не знаевме многу работи, меѓутоа Господ не гледа на тие времиња на незнаење. Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде. Еве во вечното Евангелие. Нема граници за него. За цел свет е Евангелието. Сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде. Зашто определил ден која ќе му суди праведно на целиот свет. Преку човекот, кога го определил за тоа, давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. Крунскиот доказ. Знакот на Јона. Значи, не ви треба повеќе докази, не ви треба повеќе знаци. Или верувате, или не верувате. Ке поверувате, ке го прифатите како свој спасител или не. Ако не, ке ви суди. Тој е истиот. Давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. И сега реакцијата. Ако го чуја за воскресението од мртвите, едни се подигруваа, а другите рекоа, ај ке ти слушаме друг пат за тоа. Па да не е поразлично ова од денешното време.
Едници се подигрува, ајде, што збориш? Воскресение, ќе станале мртвите, како да не. Што прави во една прилика Исус, откако нели ќе го очисти храмот и му поставуваат прашање во Јован 2 глава сега. Јован 2 глава од 18 до 22. Јован 2, 18 до 22. Го прашуваат јудејците. Јован 2, 18. Со каков знак ни го докажуваш тоа што го правиш? Ајде, со каков знак го покажуваш тој свој авторитет? Знаете колку авторитативен значи бил целата таа сцена што ја направил во храмот и тоа во две прилики дури. А Исус им одговара им вели во 19 стих: разурнете го овој храм и ќе го подигнам за 3 дни, мислејќи на своето тело. Повторно алудира на воскресението. А тие велат, мислејќи на храмот, тој е граден 46 години, а ти за 3 дни ли ќе го подигнеш? Но тој зборуваше за храмот на своето тело. Кога воскресна пак од мртвите, неговите ученици се сетија дека го рече тоа, па им поверуваа на писмото и на зборот што Исус им го рече. Учениците поверуваа, меѓутоа дали другите поверуваа? Како беше дочекан и овој знак, знакот на Јона во тогашната црква? Ајде да читаме во Матеј 28 глава сега, од 11 до 15. Еве зашто тоа поколение е наречено лошо, зло, прелюбодејно, таа генерација. А може да влечеме паралели со денешните генерации. Матеј 28 од 11. А кога одеа, ете, некои од стражарите дојдоа во градот и им соопштија на првосвещениците за се што беше станало. Зашто? Дека Исус воскресна. Стражарите ја пренесуваат веста до првосвещениците. И што прават овие сега? Што рековме на почетокот? Значи, за да обезвредниш некого, не можеш да ги побиеш неговите дела, неговиот живот, ќе измислиш некоја лага за него, да му го срушиш авторитетот. И сега што прават? Најголемиот доказ, најкрунскиот доказ, лага, повторно уште една лага. И се состанаа со старешините, првосвещениците, и се советуваа што да прават сега. И им дадоа на војниците многу сребреници, ги подплатија. И им рекоа, вака ќе кажете дека неговите ученици дојдоа ноќе и го украдоа телото дека ние спиевме. 14. И ако за ова чуе управителот, ние ќе го убедиме и ќе направиме да немате грижа. Немате галя, значи. Направите како што испланирам. 15 стих. И тие ги зедоа сребрениците и постапија како што ги подучија, и тоа слово се разгласи меѓу јудејците до денес. До денес. Баш буквално до денес. До денес се разговара за тоа, дали Исус воскреснал, па дали може би ова, па дали она се случило, па дали, па го украле телото, па вака, па кај не е можно воскресение. Знакот на Јона, крунскиот доказ. И уште една голема лага од страната на тоа лошо поколение, зла генерација. Значи, кој е проблемот? Што сега да каже Исус преку овој дел, овој стихови во Лука 11 глава? Не ви требаат никакви знаци. Знаци имате доволно. Туку покаяние и вера. Не ви треба ниту време. Немате да кажете, ама чекај, јас сега да размислам па ова, па она. Не, доказите се тука, доказите се видливи, доказите се доволни. Со тоа што барате време, може би, всушност го покажувате своето неверие повторно, на некој начин. Океј, може би, да, некој одредено време, разумно време, нели, во смисол, разумски да седнете, да размислите, да видите, да го помолите Бога, да ви се расчистат некои работи, може би, меѓутоа не да одолговлекувате со години. Доказите се тука и во вашиот личен живот. Се е јасно. И треба да се донесе одлука што е можно поскоро, ако некој не донел одлука. Не се потребни знаци и докази. Исус воскресна навистина и што повеќе од тоа? Неговиот гроб е единствениот што е празен.
каква надеж за христијанинот и каков крунски доказ да се прифати како спасител, како Месија. Не треба ништо повеќе од тоа, знаци. А тоа што го обвинуваа, па и нас, нели вели писмото, ако него го обвинуваа и лажеа за него, па камоли за нас, тоа не треба воопшто да не секира, затоа што нему се случувало. Небулозни работи ќе слушате, можеби. Па како ова, значи, ова ги стерува демоните со демонска сила. Се молам, значи ѓаволот сам против себе. Сам се нокаутира. Не. Господ нека ни помогне да ова време кое што мислам дека сестра Перса добро кажа, да го искористиме овие великденски празници, да допреме до некоја душа, да посведочиме дека залудни се сите тие традиции и адети. Видите, слушайте, само ќе видите, од село на село отидете, различни се. Вамо, не знам, 3 јајца се, у четвртокот се мстеле, 3 јајца, едното, не знам, детето под јастук, па да спиело, па ќе било, не знам, црвено како јајцето, здраво, не знам, здравието зависело од тоа. Суеверија не видите, значи, далеку од паметот, работи на кои што луѓето се фаќаат и веруваат, а ја го отфрлаат крунскиот доказ. Исус воскресна и со тоа не остави надеж дека смртта е победена, гревот и смртта се победени за секојаш и дека е можна победа преку него и надеж во вечен живот. Нека му е слава. Амин.